културното наследство кое го има било кој народ во светот, првично треба да го негува и да го чува самиот народ. И мислам дека за тоа сме и како многу успешни. Според одредените постари научни податоци, Крушево е датирано негде во 18 век. Но како се отвараат се повеќе архивите на одредени држави, така се наоѓаат и други документи и документации кои го поместуваат, ја поместуваат старосната граница на Крушево како град и како население, така да негде се движи веќе и кон 14 век. Него ние имаме многу културни дејци, тоест имаме сликари од Крушево. Кога велам сликари, најнапред мислам на оние крушевски тајфи кои ги зоографисуваат црквите во периодот на преродбата, нели? Иконописци и нормално на крајот не би заминале никаде ако не го спомниме, нели, и Никола Мартиновски, доајенот на современата македонска уметност. Имаме за чест да Никола Мартиновски е крушевчанец. Самото тоа по себе дека тој е крушевчанец, цел негов развој, цело негово дело кое е направено не само во рамките на македонската држава, туку и пошироко, не зрачи, не кажува нас на поширокиот дел, не само на Македонија, него и на Балкану, па и светот. 1953 година се создава првиот музеј во Крушево, благодарејќи на останките на писателот Никола Карев. Ние сме богати со историја, се создаваат и понатамошно другите музеи, се отвараат школи, библиотеки и секако на најнеминовното се отвараат сите оние економски капацитети, фабрики. Нашиот народ заминува на печелба и нормално се враќа со секоја убавина што ја видел. Така влегува и алафранга, модел на облекување, значи она што го велиме шизици, тоа е всушност таа европска алафранга. Народот во Крушево го ги отфрла оние стари етно облеки и почна да ги користи оние штофени, фини материјали, на дотерување со капели, со шешири и секако мора да спомнам дека не само тој шизички дел е во поимот на луѓето, него и во поимот на живење. Браќа земјаци, ние, вашите вечни соседи, без разлика на вера и народност, не можејќи да истрпиме тиранијата, дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од сите наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Не можеме да ја одвоиме или да тргнеме настрана во никој случај борбената историја, бидејќи тоа е едно со друго една целина. После ослободувањето на Крушево се прогласува република. Интересно е што слободата трае 10 дена. Сега таа република трае 10 дена. Но па која е сега рефлексијата на оваа република? Таа рефлексија е во значење на цела македонска територија и цел македонски народ. И затоа денес ние велиме дека камен темелникот на македонската современа држава лежи во 2 август 1903, за да се иззида со вториот камен аголник на нашата држава, тоа е Асном 44 и повторно 2 август. Така да ова придобивка од борбените периоди е придобивка за цела Македонија, не е само за Крушево и за самите крушевчани кои биле директно мешани.